За самиот крај на денешното издание ќе уживаме во македонската народна песна. Наш гостин е човек кој со години ја негува традицијата и преку својата музика го чува македонскиот мелос. Така е, господинот Стефчо Стојковски, добро ни дојдовте во нашата утринска. Добро утро, добро ве најдов и ги поздравувам сите оние ваши редовни гледачи на македонската телевизија, на мојата дома, куќа да кажем. Така. Ви благодарам најнапред за поканата и мислам дека ќе имаме што да кажеме нешто за нашите гледачи. Па така е, ќе се задржиме на традицијата, тој се очекува нели гајдата, кавалот и како што кажавме на самиот почеток, ќе им го доближиме токму овој инструмент гајдата. Така, гајдата е изворен инструмент, спаѓа во групата на дувачки инструменти. Инаку гајдата е нашиот символ, македонскиот символ. Гајдата е нашиот идентитет. Гајдата е инструментот со кој што не препознава светот. Покрај останатите инструменти, нели, таа е еден водечки инструмент, можам да кажам, во нашиот фолклор, која што при секој кој што ќе ја слушне не останува рамнодушен, таа буди емоции, чувства кои што не ве оставаат рамнодушен. Велите дека љубовта кон традицијата сте ја наследиле? Само малку околу гајдата некако да го заокружиме разговор. Успеавме ли да ја заштитиме? Се боревме? Успеавме да ја заштитиме. Јас неколку години наназад интензивно апелирав кон заштитата на македонската гајда, не само на гајдата, и на останатите инструменти пред тоа. Откако 2012 година нашите соседи србите го заштитија кавалот кој што никогаш не свирале на кавал. Некако ние доцниме со заштитата на традиционалните инструменти, јадења и се. За жал доцниме, но пак сепак е успех и јас ги поздравувам сите оние кои што интензивно работеа на заштитата на гајдата. Бидејќи сепак успеавме да направиме еден да ставиме еден печат во таа културна рамка на музичките инструменти, на делата од Македонија, културното наследство, традицијата, трајните музички вредности и така натаму. Значи, ја заштитивме гајдата 2024 година. Имав прилика јас да гостувам ширум светот на разни гајдаџиски фестивали и поучен и наобразован, да кажем, од тоа што можев и успеав да го видам во светски рамки, апелирав да ја заштитиме гајдата и тоа го направивме. Добре, успеавме. Успеавме заедно со Турција, но како и да е, сепак тоа е голем успех за нас. Имаме многу културни работи кои што треба да ги заштитиме и сметам дека треба надлежните институции поголемо внимание да обрнат кон сите тие наши културни блага или културни реалитети на некој начин, кои што, или артефакти да кажеме, кои што треба да ги заштитиме како наш национален бренд. Така, наше обележје. Гајдата е еден од најпрепознатливите символи на македонската традиција. Што значи за вас лично незиниот звук? Знам дека љубовта кон свирењето на традиционални инструменти потекнува токму од вашето семејство. Така, со генерации, да. Се пренесува таа љубов. Па, кај мене за мене лично гајдата значи живот, значи дружба со музиката од моето најрано детство. Инаку, како што кажавте, тоа е едно наследство кое што се пренесува од генерација на генерација, од колено на колено, од дедо на внук, што велам јас. Инаку, првите записи за моето семејство токму ги има во оној историски роман Крпен живот на Стале Попов, каде што мојот прадедо Стојко, на кого што му го носим и презимето, ја свири свадбата на досторожденката, што е историски факт и вистина. Така да, гајдата е, како што кажав, за мене живот. Јас покрај тоа што од мали нозе свирам на кавал, на 17 годишна возраст почнав да свирам гајда и како велат, таа дарба од Бога, што Бог ми ја дарил, за што сум благодарен, нели, ја продолжувам таа традиција во семејството. А во семејството има ли кој да продолжи понатаму? Да, за среќа да. За среќа има. Еден од моите синови продолжува да свири на изворни инструменти. Тој е запишан во средното музичко училиште, е одличен пијанист, свири пијано.
Инаку со успех и навистина сум среќен поради тоа што со успех ги свири сите изворни инструменти. Одлично, одлично. А дали постојат разлики во стилот на свирење на гајда во различни региони во Македонија? Секако дека постои, не во сите региони е застапена гајдата, но според тоа каде што ја имаме, имаме различни стилови на свирење, различен, да кажам, музички израз на самото поднеби или на самиот регион, каде што имаме и карактеристични и специфични гајди, каде што се свират по региони. Музицирањето на инструменталистите исто така различно. И знаете како, порано немаше образование кое што ги учеше луѓето, туку тоа се пренесувало нели на непосреден контакт и генерацијски, да кажам, како што кажав, се пренесувало од татко на син, од дедо на внук и така натаму. Значи постојат различни региони каде што имаме различни специфики, карактеристики на начинот на свирење, на начинот на израз, на музицирање, така да можеме да бидеме среќни и да се пофалиме со тоа што имаме еден спектар на бои во музицирањето на македонската гајда. Така, дефинитивно. Минатата година одбележавте 25 години од постоењето на ансамблот со концертот за Македонија и македонците. Точно така, да. Со какви емоции беше одбележан овој јубилеј? Да, значи 97 година најнапред работевме како оркестар од изворни инструменти, а потоа заедно со моите пријатели и колеги решивме да направиме еден поголем ансамбл, каде што идејата беше да се направи една репрезентација на Македонија, не само луѓе од Скопје да бидат членови, туку да биде тоа од поширокиот етнички македонски регион, така, или ентитет, да кажам, каде што живеат македонците. Еве, јас ќе ги набројам, од Пиринска Македонија, од Егејска Македонија, од Мала Преспа, од Гола, Голо Брдо, и да кажам македонците од Пчиња, не? кои што ја негуваат македонската музика пред се. Токму и така е насловено името на ансамблот, ансамбл на народни инструменти и песни. Стефче Стојковски го носи моето име како печат. Со тоа што 99-та година го званичивме ова име и од 99-та интензивно работиме во светски рамки на презентацијата на македонската музика, пред се заштитата на македонската музика, афирмацијата, презентацијата на она што е најсензитивното наше македонско. Она што, како велат, зеницата во окото мораме да го чуваме. И токму за основањето на овој ансамбл, или основањето, беше таа идеја. Ние успеавме да направиме преку, можам да кажам, 1500 концерти широм светот. Посетивме 42 држави, каде што ја презентиравме изворната музика, каде што луѓето ја видоа сликата за Македонија преку овие наши инструменти. Каква беше реакцијата? И токму, ќе ви кажам, да, и токму овие 25 години на постоење на ансамблот ги обележивме токму со овој концерт за Македонија и македонците. Идејата беше да направиме концерт кој што ќе ја подигне летвичката на скок на правење на концерт, да кажам. Летвичката на тоа како треба да изгледа еден концерт, на летвичката како ние треба да пристапиме сериозно кон она што е наша традиција, како ние како музичари треба да им посветиме внимание на сите оние кои што се заложиле за Македонија, за нашата слобода, за она што ние денес го живееме. Не можевме за жал сите да ги опееме во нашите песни и во нашата музика, но опеавме дел од нашите да кажам херои, луѓе кои што целиот свој живот го посветиле за Македонија, и токму ние имавме цел да дадеме едно внимание на тие луѓе и да направиме песни каде што се споменува Македонија. Во сите овие песни што ги отпеавме во тој 1 час и 15 на минути, преку 60 на пати во песните се споменува Македонија. Значи тоа се изворни, стари македонски песни, народни песни, традиционални песни, и можам да кажам дека ние сме држава каде што најмногу пееме за Македонија. Најмногу пееме за она што нас не боли, а тоа е, нели, нашата татковина, нашата држава, нашата слобода, нашите дејци, како што кажав, кои што несебично се жртвувале за ова што ние денес го живееме, и
овој концерт предизвика големи емоции кај сите кои што дојдоа. Очекувано. Да. Така. Да, имаше не остана човек рамнодушен на тоа што го виде, имаше многу солзи, за среќа нашата домашна куќа, да кажеме, го сними овој концерт. И ќе можеме да го гледаме. Неколку пати е емитуван, на македонската телевизија, за што сум благодарен на тоа што ни отстапија простор во Так. македонскиот медиум. Ме прашавте како реагираат Па еве, луѓето, кажавте, никој Имено нема да одговоривте, остане да. рамнодушен. Солзите и емоциите, македонскиот самата гајда фолклор. си ги Да. изнудува и ги Така е. Тоа се предизвикува. тие инструмент, звуци, да, моќни звуци предизвикуваат. кои што предизвикуваат бурни емоции, да. реакции, така Само што накуша за сите фестивалот гледачи. се гласат Да. на гајдата. Да. Второ издание се подготвува, ќе биде кон крајот на октомври, како што кажавте, но како се роди оваа идеја за овој фестивал? Па гајдата е, како што кажавме на почетокот, еден белег на македонскиот народ. Идејата за овој фестивал се роди откако во Македонија имавме прв фестивал на народни инструменти, каде што учествувале по 300 гајдаджи на времето. Тоа е 72 или 4-та година, четврта мислам дека е формиран, основан тој фестивал, фестивалот Долнени или фестивал Пеца Танасовски, кој што го почнува Чишко Пеца Танасовски покоен, со кого што имавме одлична соработка и како велат, во мир коските нека му лежат, затоа што тој го направил за Македонија. Так. И Ги поставил темелите. тој ги поставил темелите апсолутно. И тој го почнува тој фестивал, но тој е фестивал за народни инструменти, каде што се представуваат и Не е пејачи. конкретно за гајда. Не е конкретно за гајда. Значи, ова е прв фестивал за гајдата, кој што го организиравме ние како ансамбл, и на првиот фестивал се одзва луѓе од поширокиот регион на Македонија. Фестивалот го направивме меѓународен да биде, со тоа што планираме секоја година да има по двајца представници и од балканските држави каде што се свири гајдата, но и од пошироко, нели? Од Шкотска, од Ирска, од други гајдаджи, од Шпанија, Франција и така натаму, од Иран, еве ќе кажеме, и од таму има гајдаджи од Африка и така натаму. Значи тоа е со цел да го развиваме, да развиваме и културната размена, да можат луѓето во Македонија да видат какви се типови на гајди има ширум светот и какви се гајдаджи имаме ние тука во Македонија. И Таа идеја беше откако ние во Македонија немавме, да кажам, свирал мојот дедо, на дедо ми брат, свирал мојот чичко на фестивалот, немаме никакви податоци околу тоа. Немаме податоци на регистар на гајдаджи кои што поминале на тој фестивал. Барем нешто да знаеме од тоа, или може би има некаде, ама во јавноста тоа не е излегуван, го нема. Токму целта на овој фестивал е да направиме еден регистар на гајдачи. Така. Од денес натаму, тоа е веќе доцна, но како велам, подобро да се почне. треба да се почне, треба да се направи една систематизација, треба да се направи еден преглед на тоа кои што луѓе биле во Македонија гајдаджи, кои што оставиле, како оставиле, бидејќи знаете како, мојот дедо знаеше 10 песни или ора на гајда. Јас научив 5 ги зема со него, тоа е една огромна загуба за Македонија. Така е. Тие артефакти ги губиме вековно. Така Значи, е. Да тоа не е- го дозволиме тоа и ви благодарам за тоа што се вложувате максимално за да се зачува македонското Со сета културно моја наследство. сила, со сет мој напор, со На добар пат. На добар целото добар моје пат. вложување, да кажеме, еве успеавме да направиме Начнавме одличен за фестивал. фестивалот на гајгата, Сега но ќе зборуваме за тоа, има начнавме време, затоа да. што на есен, пак Да, имаме да. можности, прилики Сега. да се дружиме, да зборуваме, Подетално нели, да во го интерес. опативме да, сето да. на што ќе имаат прилика да го видат сите посетители надевам, да. на второто издание. Благодариме. Но, сега- Чекаме Јас пак. за поканата, да.